Одиме со една спортска новина, која што не само е новина за нас, за целиот град, но исто така и за државата. Голем успех од Основното училиште Крстен Мицирков, бидејќи од понеделник 13 мај до 19 мај ќе се одржи училишно светско првенство во атлетика во Сплит, Република Хрватска. По тој повод со мене се и денешните гости. Ги поздравувам со мене во студиото директорот на Основното училиште Крстен Мицирков Александар Јовановиќ и помош директорот Југослав Спасич. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден и добро, благодарам на поканата. Огромен повод за вашето учество. Ке имате многу да ни кажете пред самото заминување на ова прекрасно училишно светско првенство во атлетика, кое што ова година еве се одржува во Хрватска, но вие не сте за прв пат таму. Одите подготвени, веќе подготовките траат и се во тек. Како е со атлетиката во Основното училиште Крстен Мицирков? Повелете, директора. Благодарам, добар ни до вас и до слушателите на Радио Браво, ширум Куманово. Знаеме дека оваа година е носиме го титулата најопски град на спортот за 2019 година. Тоа го оправдуваме и со низа манифестации организирани во нашиот град, како во училишен, така во професионален, така и во аматерскиот спорт, како во колективни, така и индивидуални спортови. Нашето училиште, знаете, дека се наоѓа во централното градско подрачје и едно во дечките училишта, како на спортски план, така и на другите планови, широко во општина, меѓутоа и на пошироко низ нашата држава. Исто така со години назад нашето училиште остварува завидни резултати и изобилува со огромни таленти на ученици, а посебно атлетиката, кои сме неприкосновени државни прваци 3 години поред, што ни овозможи и учество единствени правници покрај нашата општината и единствени представници на нашата држава на училишното светско првенство кој ќе се одржи од 13 до 19 мај во Сплит, Република Хрватска. Се надевам дека покрај ова што го слушнавме, вие сте горди на вашето училиште како директор, и јас ќе се приклучам, сум горда што и некогаш бев и јас ученичка во Основното училиште Крстен Мицирков. Тука е и професорот Југослав Спасич, професорот по физико, кој што верувам дека е голема заслуга токму за сето она што кажавме, но и за она што всушност се предизвика од понеделник. Добар ден и од мене, поздрав до вашите слушатели. Можам да кажам дека веќе 10 години назад традиција е нас да се работи атлетика. Ако знаеме дека гимнастика е кралица на спортовите, атлетика е мајка на спортовите, ние ја працираме бидејќи е таа основа за сите други спортови. Како лица од образование и едукација се селектираме ученици за овој спорт и го учествуваме континуирано 10 години на секој државен надпревар и мислам дека нема надпревар да си имаме вратено без некој медал. Тоа веќе еднаш не мотивира да учествуваме 2013 во Карлови Вари на училишно светско првенство, а веќе ова година во Сплит имаме одлични момци кои што се вкупно 6 на број. Дево имаме? Ова е во дел се само машки, меѓутоа сигурно дека за третиот пат ќе ни биде предизвик да пријавиме и машка и женска екипа. Имаме девојчиња, меѓутоа тежината е тука што ова е екипно светско првенство во атлетика и тоа е магијата да се подготват на екипен план се овие ученици, учествуваат во повеќе групи на дисциплини, каде што има спринтерски дисциплини, трчање на кратки и средни патеки, што за основно училиште е многу тешко, да се селектира и да се мотивираат ученици да работат, трчање на спринт со пречки, фрлачки дисциплини, тука е скоковите се тука и шведска штафета која исто така карактеристично сложи спринтови од различни должини. Така да ние имаме одлични момци кои што сега моментално се на терен се подготвуваат, финалните подготовки завршуваат во петокниот државен надпревар. Тука веќе ќе настапиме во дел од дисциплини, бидејќи сосема различен настап на светско првенство, така да малце ќе калкулираме и со резултатите од државно и со тоа да отидеме здрави, да отидеме во најдобра форма, подготвени, со еден, да речеме, надпревар пред надпревар официјален на светското првенство и се надеваме да постигнеме подобар резултат сигурно од 2013 и да го представиме во најубаво светло нашето училиште, нашиот град, државата секако и да го оправдаме ова наше учество на светското првенство. Каде ги ожувате тренинзите, бидејќи еве пред малку споменавте дека веќе шесторицата кои што ќе не представуваат веќе се на терен и во подготовки на тренинг? Морам да споменам дека со нас работи и тренерот Филип Колеки, кој исто наставник во нашето училиште по физичко и здравствено образование. Тој е дел од стручниот тим.
може би случајно или така се намират на работите, но сите ме директорот и јас и Филип сме наставници по физичко и здравствено образование. Значи сите го носите спортот во срца. Така и овој пат се направивме една сериозна подготовка што доликува на ваква екипа која веќе има искуство од 10 години и учество на светско првенство. Од подготовките почна некаде од крај на месец ноември. Оној физичкиот дел го работиме веќе во нашата училишна спортска сала, селективниот пристап, одредувањето на кои дисциплини, на тактиката да речеме каде што може да освоиме поголем број на бодови, бидејќи секој резултат на секој еден спис се бодува и имате обврска да бидете присутни на натпревар, да учествувате и да донесете минимален број на бодови после табела на бодување на резултатите. Така да тоа го завршиме до месец, почеток на месец март. А према временските услови прилики комбинираме училишна спортска сала и атлетски спортски тренинг. Мислам без еден ден во недела пауза, секој ден сме на стаза по 2 до 3 часа, бидејќи сите учесници учествуваат на две дисциплини, една трчка, една техничка и шведска штафета, така тоа е доста комплексно за работа и бара голем ангажман во поголем период. Споменавме дека вашата екипа е составена од 6 спортисти, атлетичари. Возраста да ја споменеме? Значи така, како што рековте, ова е екипно, како што е помошникот екипно надпреварување, категорија на ученици, значи машки, родени од 2001 до 2004 година, минимум за да оствариме учество да биде член на екип. Инаку нашата делегација ќе предводам јас како директор и шеф на водич на тимот, потоа помошникот Југослав и тренерот Филип Колевски и медицинско лице и уште 6 течиња кои се навистина покажуваат одлични резултати и да ви кажам дека се навистина професионалци во својата област атлетика. Очекуваме достојствено да го представиме нашиот град, нашата држава, пред се нашето училиште. Одиме во конкуренција на најсилните, најаките атлетски нации и ова представува еден голем предизвик за нашите ученици. Меѓутоа, очекуваме, нема да кажем дека нема да бидеме скромни. Ако кажам дека одја на медал, бидејќи конкуренцијата е јака, секој спортист знаеме дека сова да еден ден настапи на светско првенство, тој сон за нашите ученици стана јавен. Значи нашите ученици настапат на светско првенство и самиот пласман и учество на светско првенство за нашите ученици, за нашиот град, за нашата држава значи многу. Уште поголем предизвик е и тоа што Основното училиште Ксен Мисирков е единствениот представник од државата и од нашиот град. Така? Апсолутно. Според резултатите или постигнувањата во претходниот период се бира представник кој ќе може да го изнесе овој натпревар на светско првенство како тежина, бидејќи атлетиката во нашата држава, нашиот систем допрва почнува да се развива на ваков начин да се работи и тоа е еден предизвик да го наметнеме екипното работење во атлетика, така да и бодовниот систем ги стимулира по-неатрактивните дисциплини кои што не се познати вака во спортскиот дел или навноста, да им бидат достапни учениците и да се омасови овој спорт бидејќи основа за сите други спортови. Ние тоа така го и работиме во училиште атлетика, а потоа продолжуваме на кошарка учениците. Ве сега кога веќе ги спомнавме преска спортите, па дисциплините може да ги кажам, да речеме да Димевски учествува на 300 метра со пречки, тркачка дисциплина со пречки и учествува на водалетина, а ќе биде штафета каде што ќе трча 300 метри. Александар Велјковиќ учествува во текок, која е доста тешка дисциплина, особено во оваа возраст, а ја има како обврска, е скокачка дисциплина и учествува на 400 метра спринтерски патеки и исто така дел од шведска штафета во делот на 400 метра. Тео Фоневски и Иван ги учествуваат во фрлање на ѓуле. Еден од нив, Теофил, учествува на кратки патеки 1500 метри, која што е многу тешка за трчање, напорна и за работа и за тренинг доста исцрпувачка, а бара и учество на други дисциплини. Тука се Матеј Митровски и Даниел Лаповиќ кои што ќе учествуваат исто така скок во далечина и на 200 метра спринт. Онив двајца ќе бидат стои на 200 метри во шведска штафета, а двајца секако се резерва бидејќи тешкиот напор ден и таа сатница која е набиена во двата
натпреварувачки дел на кои што се замислени на ова светско првенство, ќе имаат можност да за некоја измена. Инаку морам да споменам дека покрај овој спортски дел гордост да добиете дел од светско првенство, бидејќи таму на вистина во право светло се стакнува местото од каде што доаѓате државата. Тука ќе го промовираме градот со едно кратко видео од нашата општина и обсерваторија која што е да речеме синоним или нешто што го одбележува во светски рамки Куманово. Кокино, така, во вечерниот дел ќе имаме еден штанд каде што ќе ги промовираме нашите локални производи на локална култура, така да сите добронамереници кои што ќе помогна и спонзори во тој дел ќе ги стакнеме што се производители на изворни производи од нашето окружување, ќе ги промовираме во тој дел. Ќе трчаме една пријателска штафета из градот Сплит, кој е еден од поголемите градови кој што има можеби највеќе олимписки спортисти на бивши ју простори. Ќе трчаме пријателска штафета која ќе биде измешана од сите учесници, а оваа година има најавено 33, што мислам дека до сега најголем број на учесници земји на светско училишно првенство. Вистинска чест таму да присуствуваме и голем опит ќе биде за нас и овој спортскиот дел, меѓутоа и делот на промоција на културата ќе ни биде обврска да го ставиме во најаво светло. Одлично, ве благодарности од нас што не само спортски со спортски дух, туку и на културен план ќе промовирате Куманово и Македонија се разбира. За самиот крај уште нешто што не додадовме, ајде за финансиски средства можеме малку биде тоа едно од горливи прашања, а кое што најмногу ни е потребно за бавување на вакви настапи. Секако, значи, знаеме дека без финансиски средства не може да се учествува. Наша среќето се погоди оваа година да биде во блиско окружување наше, да биде во Република Хрватска, бидејќи да беше во рекордските земји и ако сме актуелни прваци државни, немаше да учествувам. Голема благодарност сакам јавно да заблагодарам прво во моје лично име, во име на учениците, родителите и вработените во нашиот колектив, на сите добронамерници кои со своите средства, донации ни овозможија да бидеме во друштво на најдобрите, а ние ќе се борудиме, тоест учениците, да се прикажеме во најдобро средство и спортски план и да го културно издигнеме наше Куманово, наша држава, бидејќи сме богати имаме огромна традиција која е за почит како на спортски план, така и на културното наследство наше. За истакнување факт, првото светско атлетско првенство во училишен спорт е тира далечната 1973 година. Ова е 23-то училишно светско првенство и се надеваме дека ќе се со одлични резултати. Да се надеваме дека ќе ни дојдете повторно во студиото со мел, како што се договоривме, така ве држам за збор. А ви посакувам многу успех, уште многу светски првенства да реализирате од вашето училиште. Гордо сте за нашиот град, за нашава држава и продолжете во тој дух. Поздрав и до вас, поздрав и до Филип Полевски кој што овој пат ни недостасува и поздрав и им држиме среќа на шесторица кои што се во екипата и ќе заминат во понеделник во Хрватска Сплит. Благодариме. Не благодарам на показ.